Состојбата со криминалот, посебно со малолетничката деликвенција во општина Кочани, останува актуелна тема за која имаше и поголем број дискусии на седницата на Советот на општина Кочани. Можеа да се слушнат забелешки, предлози и мислења од советниците како да дојде до подобрување, иако на моменти дискусиите како да излегуваа од делокругот на надлежните органи. Анализата за откриените криминални дела што ги сториле малолетници во текот на минатата година пред Советот ја даде командирот на полициската станица од Кочани, изнесувајќи податоци дека во одделни сегменти има подобрување, но глобалната состојба останува неповолна. Значи, ние во сепкупниот криминал имаме намалување на учеството на деца на малолетници во извршувањето, али па за таа цел имаме зголемен број на извршители малолетници, зголемен е бројот некаде за 9%, имаме зголемен број на деца извршители во кривичните дела неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Исто така, во делот на вршење на кривични дела имаме одреден број на рецидивисти, значи повторници, кои учествуваат некаде со 9%, што е зголемено од минатата година. Јакимовски додаде дека полицијата редовно презема превентивни мерки и контроли за да се намали бројот на деликвентни постапки кај малолетниците, но беше упатена забелешка за откривање на нови девијантни појави, што во извештаите од претходните години ги немало, како и за однесувањето на одделни полициски службеници при контролите на лице место. Има за прв пат пријавено уживатели на опојни дроги, значи деца, 7 деца до 14 години, мислам дека беше. И втората работа за која што навистина мене ми падна чудно и за која што еве и ние како советници сме можеби должни во ситуација да дојдеме да даваме апел и ние од тука од говорница, фактот дека споредба 2017 со 2016, значи во однос на прекршокот на безбедноста на сообраќајот, значи имало 4904, сега има 2471, меѓутоа тоа навистина беше образложено како факт дека од кои што прекршители се јавуваат само вкупно 6 деца, што е навистина малку. Ние констатиравме дека навистина службата за внатрешни работи и делот во сообраќајот се доведени во ситуација да немат право да казнуваат малолетни деца. Но имаме ситуација дека пред 24 часот, 15-20 минути пред 24 часот, во локалите да настане некој хаос, као кој е малолетник, кој не е, кој е ваму, кој е таму, и се на некој начин расипува и ноќниот живот на младите во градот. Треба да се почитува законот, не апелирам да бидете, односно да го кршите, но сепак бара мала флексибилност и заради доброто и на угостителските објекти, а и на самите малолетници кои има пример некои за месец-два се по 16-17 години, треба да станат се 18. Мислам дека треба тука да бидеме толерантни за доброто на младите, затоа што така се ствара една поубава атмосфера. Значи законот е дециден, дали е 18 или е 17 и 10 месеци, вика законот дека е малолетник, дека е уште дете. Ние постапуваме согласно законските норми. Законските норми не дозволуваат флексибилност. При контрола на угостителските објекти најмалку последици имат малолетниците и родителите. Значи, одговорноста е на собствениците на угостителските објекти и правните лица. Во дискусиите на советниците се слушна мислење дека освен полицијата за намалување на девијантните појави меѓу малолетните треба да помогнат и други институции, но и семејствата. Јас мислам дека повеќе треба да зборуваме, ако зборуваме веќе по оваа информација, колку и како и на кој начин се е координацијата помеѓу станицата полициска во Кочани, колку е тука присутен Центар за социјални работи, колку се присутни сите други инспектори кои што се надлежни да ги контролираат, и трудовите инспектори, и санитарни инспектори, и такви проблеми се јавуваат, и колку тука на крајот на краиштата сме присутни, односно имаме влијание и ние како родители. И кога се очекуваше расправата да приврши, таа се разви во сосема поинаков правец. Секојдневно се соочуваме до нас како советници укажувања дека постои многу поголем број на пуштање на дроги во пособено кај малите, и тоа што загрижува фактот деца под 14 години. Што ви рекле за оние средношколци до 18 години, значи сознание за некои си дроги апчиња кои што ги делат на 4, ги продаваат
ги купуваат за некои си 200-250 денари, значи сето тоа се шпекулации, ние не знаеме уопште зашто станува збор, меѓутоа должност ни овде да го кажеме. Сметам дека нема потреба да се шири паника со дезинформации од оваа говорница, дека бројот на криминал бил многу поголем отколку што бил санкциониран. За некакви таблети кои се делере на 4, кои што коштале 250 денари, тоа мислам дека е недолишно да се кажува од оваа говорница, затоа што сметам дека не е издржано. Должност ни е да го кажеме тоа, дали постојат или не, јас не сум за тоа велиме, значи Министерството за внатрешни работи е должно да го испита, не дека ќе створи паника. Подобро да превенираме отколку да делуваме. На крајот, информацијата за состојбата со малолетничката деликвенција во општината во текот на минатата година беше едногласно усвоена.